Значи, овдека пред општината сме застанати символично затоа што практично општината ги има надлежностите за образованието и детската заштита. Ние сме свесни дека примањето и отпуштањето директно иде преку директорите, меѓутоа со оглед на тоа што реков надлежностите се на општината, па на некој начин и градоначалникот е инволвиран во тоа кој ќе биде директор на основно средно училиште или детска заштита, сепак сметаме дека во интерес на граѓаните на општина Прилеп, во интерес на нашите членови, соодветниот партнер на СОНГ како регионален одбор е општината Прилеп и ние мораме што поскоро да седнеме и да разговараме околу овие состојби. Наше длабоко убедување дека по пат на диалог, како што и претходно споменав, ќе се надминат состојбите, да не одиме преку барање на правдината по судски пат, каде што се изложуваат на трошоци и локалната самоуправа, односно се извинувам, училиштата или установите од детската заштита. Меѓутоа е и непопуларна метода на барање на правдина е преку надлежните судови. Во секој случај и тоа што ние го заговараме, доколку нема можност за надминување на состојби онака како што функционираат високо развиените држави по пат на социјален диалог, надминување на состојби, тогаш нашето крајно и непопуларно решение тоа е барање на правдината преку надлежниот суд. А има ли правен основ да ги браните вашите членови? Значи има правен основ во секој случај, затоа што нашите извори кажуваат дека се примаат вработени кои што не ги исполнуваат условите кои што се распишани на конкурси согласно законот за дејноста, се мисли на детска заштита или на основно или средно образование. Се примаат колеги наши кои што немаат положено стручен испит, на место на тоа што се отпуштени или не им е продолжен договорот, односно на конкурс, не се примаат стручни колеги кои што се квалификувани и имаат звање наставник. Се додека не се положи стручен испит, немаме звање наставник и практично се примаат неквалификувани луѓе спротивно на законот за основно и средно образование. По истеко на договорот не ни се продолжени, мада имаше од министерката дојава да ни се продолжа договорите до 28.2.2018. Договорите не ни се продолжени и останати сме на улица. Не е праведно потоа што министерката не е сослушана, пошто договорите требаше нас да ни бидат продолжени, а во случајов се други вработени на местата наши. Кој тоа го направи? Тоа го направи ВД директорот во моментов Орде Тодоровски. Имаше оглас, претходно работеа на така само на збор, после тоа се даени решенија. Колку лица, колку воспитувачи? Нашата тогашна директорка Благица Филиповска, која што во тоа време беше нелегална, значи објави оглас на кој што се примени сосема нови, значи не го испочитува законот од министерката Мила Царовска. Потоа додека течеше огласот, таа даде значи отказ и на нејзино место дојде ВД директорот, книговодителот Орде Тодоровски. Ние се прашуваме зошто значи во останатите градови во нашата држава се испочитува тој и сите одеа значи воспитувачи на работа и останатиот кадар до 28 февруари, само во Прилеп и Битол останавме дома. Значи ние имаме барање до лидерката на конференцијата на европските синдикати Сузан Фолкен, која што не поддржа за ова, постојано сме во контакт значи со незе и таа и денеска за овој протест ни даде поддршка и ни рече ако не најдеме значи согласност помеѓу двете страни, значи локалната самоуправа, градоначалникот Илија и ние, дека таа ќе ги превземе сите незини мерки што може да ни помогне во овој случај. Значи јас имам и сакам да го цитирам значи градоначалникот Илија, кој што излезе во мој термин во емисијата на Огнен Јанески. Ако ми дозволите, дали може само на секунда ова вака сега. Значи градоначалникот Илија Јовановски објави: денес, 1 февруари 2018 година, примивме во општина Прилеп 12 нови вработувања, од кои што 5 се од претходниот кадар, кои што беа поставени од претходната влада, и со ова докажав, со овој чекор, дека она што го кажуваат дека сум испуштал кадар не е вистина и дека нашиот сложен живот е за сите. Од 12 претходни примивме 5 од старите кадри што се искусни професионални. Каде сме ние овде, градоначалниче? И ние сме искусни, некои повеќе од 4 години, професионални, затоа што известивме лидерката на конференцијата за Европскиот синдикат
синдикат и овдека значи се работи за политичка дискриминација на нашите работни места, значи. Мислам дека сум еден од во подминати години на кој му е нанесена неправда. На местото благаник во основно училиште Кочо Рацин на 31.12 добив отказно решение. После 5 години и 9 месеци работа на место со прекин, што мислам ги исполнува сите законски основи да ми биде трансформирано работното место. Мислам дека овие неправди треба да престанат и да не се влечеме повеќе по судови и да се изложуваме на непотребни судски трошоци. Мислам дека има неправедни вработувања, дека нас не ни е исполнета законската обврска што ја исполнуваме. Да ги разграничиме партиски и непартиски вработувања.